Програмата за заштита и поддршка на жртвите од напади на кучиња има за цел да ја поддржи благосостојбата на кучињата, кои што за жал се наоѓаат како напаѓач во оваа ситуација. Нашата цел е да го спречиме нехуманото и пред се незаконски и нелегално одмаздување од страна на жртвите кои што не успеале да ја надминат траумата која што ја доживеале и кои имаат за жал за цел да им наштетат на кучињата, значи се трудиме да го спречиме целосно тоа, покрај тоа што ги поддржуваме луѓето кои што се жртви во оваа ситуација. Наша цел, како што кажав, е да ги заштитиме и кучињата, да не бидат обвинети, да не бидат ставени апсолутно сите во ист кош, бидејќи тоа не е потребно. Пред се да кажам дека напади од кучиња, во напади на кучиња не спаѓаат само угризите, тука спаѓа и ржење, лаење, бркање на возила во движење, велосипедисти на велосипед, при што може да дојде до сообраќајни незгоди, паѓање од велосипед, паѓање при бегање од кучињата, меѓутоа во главно кога збориме за напад се фокусираме на угризите, кои што можат да бидат лесни или потешки, доколку се работи за површинска огребатина или површинска рана, во принцип ги сметаме за минорни повреди, меѓутоа има кучиња во зависност од нивната големина, раса, кои што може да наносат и малку потешки угризни рани, доколку дојде до раскинување на кожата, подкожните ткива или мускулите, тогаш зборуваме за сериозна рана, која што мора да се обработи и секогаш се препорачува што е можно побрзо да се обработи, дури не дојде до инфицирање на истата. Она што треба да го знаат граѓаните или жртвите кои што биле нападнати од кучиња е дека секогаш препорачуваме да се обратат до медицинско лице, здравствен работник, кој што ќе им укаже на тоа дали е потребно и како е потребно да се обработи раната доколку е настаната, дали е потребно да се имунизира жртвата со тетанус вакцини или антирабиес вакцини против беснило, иако ќе напоменам дека во нашата држава од 2013 година нема случај кај животно на беснило, меѓутоа секогаш од предострожност препорачуваме да се консултираат здравствените работници, а не форуми или фейсбук групи каде што секој може да изнесе мислење кое што е точно или неточно. По напад извршен од страна на куче, пожелно е истото без разлика дали се работи за сопственичко или бездомно улично милениче, ветеринарен доктор кој е специализиран да извршува тест за социјализација на кучето, да го изврши тој тест, при што самото куче се подложува на звучни, визуелни, тактилни предизвикувања од околината и се следи неговата реакција, при што доколку се утврди дека нападот бил предизвикан од страна на човек или нешто што го предизвикало кучето да го направи тој напад, се применува дресура со која што се работи со кучето и се намалува неговата траума да не дојде до повторен напад. За жал, доколку се утврди дека агресивноста е во повисок степен или е можеби наследна и вродена, тогаш се применуваат други мерки, од кои крајната, за која што сите во овој круг се трудат да не дојде до неа, е евтаназија на агресивното животно, меѓутоа пак ќе кажам дека во најголем дел случаи со правилна дресура може да се спречи тој исход.